Владата на денешната седница ја усвои дополнителната субвенција за откуп на сливи, изјави на пресконференција министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Тој посочи дека мерката е резултат на договорот меѓу производителите и откупувачите и очекува со неа да се стави крај на кризата во која се наоѓа продажбата на ова овошје. Конкретно, сите правни лица, откупувачи на сливи, регистрирани за преработка на земјоделски производи и правни лица регистрирани за вршење на трговија со земјоделски производи, кои извршиле и ќе извршат откуп на сливи од реколтата 2018 година од домашно производство, ќе добијат субвенција од 2 денари по килограм за откупени сливи. Оваа нова мерка ќе го поттикне договорниот откуп на производената слива од родот 2018 година и ќе ја подобри конкурентноста на домашната преработувачка индустрија која што ја поддржуваме. Одлуката стапува на сила веднаш со објавувањето во службен весник. Субвенцијата ќе важи за количините на сливи кои што ќе се откупат до 15 септември 2018 година по откупна цена не пониска од 5 денари по килограм за индустријски сливи. Исто така, новата субвенција ќе ја добијат и оние откупувачи кои што ќе откупат свежи сливи, со кои што на еден од состаноците кои што го држа тимот од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е договорена откупната цена за оваа слива да не биде пониска од 8 денари по килограм. Од 2 до 8 денари за килограм, толку според земјоделците е годинешната откупна цена на мудрите сливи за разлика од лани кога беше 20 денари. Овоштарите од Радовиш бараат дел од сливите да одат за откуп, а дел за индустријска преработка. Додека производителите од Пијанец денеска одржаа мирен протест пред општинската зграда на Делчево. Реакцијата на производителите на сливи, затоа и овој собир тука е доставно последен апел до владата да преземат мерки, не само со овие стимулативни мерки што денеска најавуваат дека ќе ги донесат на владата, да едноставно овие стимулативни мерки не се доволни. Ние бараме свежата слива да биде откупувана по 10 денари, плюс 3 денари за овие по килограм, а конзумна, односно оваа што е индустријската да биде 7 денари. Апсолутно не се издржува за тоа што минатите 2 години производителите од Делчевско и од Беровскиот регион беа погодени со мразовите и со студовите и така што беа минимални рожбата во текот на претходните 2 години. Оваа година кога има голем прилив на род на нивите, тој останува таму на нивите, значи едноставно финансиите кои што се инвестирани во производството, ни они не можат да се вратат, а камо да се нешто и заработи. Оваа година имам произведено 300 тони. За цената знаете сите која е цената, дека не може ни парите да ги вратиме, заправо не може ни да ги продадеме, ќе останат нивата 300 тони да произведеш, треба и работа и финансии. 3 години по ред мразови сега тоа и толку капитулија. Бор сме по сите земјоделски аптеки, таму ѓубриво од каде зиваме и сега ако не ја продадеме сливата, тоа нема што да до година нема ништо да работим, тоа е. Протестот го поддржува и Сдруженијето на фармери, сточари, лозари, тутунопроизводители и пчелари земјоделци Македонија, кој на својот Facebook профил вчера објавија и фотостатус со порака: цена по 12 денари за килограм е нерентабилна.